Posebno mi je drago i čest što posle 40 години повторно бев во Белград на една средба на акцијаши, сега веќе ветерани, сите возрастни. А 84-та во минатиот век бев бригадир во бригадата 4 јули, чиј покровител беше Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна, и посебно ми е чест што повторно средбите беа одржани на 4 јули до 6 јули. А најголем впечаток за окружувањето беше со посетата на куќата на цвеќето, на гробот на нашиот великан другарот Тито, и ручекот, оној што е за најпосле, со нашето графче познато бригадирско, беше послужен во клубот на бригадирите на Звездара, каде што во 84-та година на тој дел од Белград бевме сместени како бригадири акцијаши на Ора Белград 84. Инаку воглавно средбата фасцинантно беше, затоа што сите сме возрастни веќе, не сме млади, меѓутоа некои учествувале на Делиблато, на Пешчер акцијата, некој на Белград, некој во Крагуевац, така да сите акции што се одржувале во Србија, они се веќе здружени од тие сите акции, раководствата што се, и си направиле сојуз нивни со посебни клубови на бригадири од Раковица, Звездара, Вождовац, така натаму, па приклучени им се и Кикинда и други, и навистина дружењето беше на ниво. И со повторување на бригадирски песни, посебно вечерта, втората вечер при посета на домот на ЈНА, тогашна, меѓутоа и еден добар нивни изведувач од војниот оркестар, со старите корачници од минатото и со сите познати песни, партизански, и така се подсетивме на едно минато во кое бевме сите другарски расположени и не така од високо да гледаме на работите, што многу сега мислам, сега сме сменети. Почнавме многу од високо да ги гледаме сите работи и кој што направил, а малку како да заборавивме дека и пред нас граделе, и ние градевме, и после нас ќе градат. Тоа е неминовен процес и мора да продолжи. Драго ми е што во нашето здружение присуствувавме 5 жени, учествувавме во една интересна манифестација, готвење на национални јадења од Македонија. Драго ми е што и присуство имаше и од другото здружение од нашиот град Велешки акцијаши, па ни заедничка соработка, ние готвевме турлитава по велешки рецепт, тие готвеа тавче, гравче и тава ориз. Имавме прилог и сарма од лозов лист, пинџур, имавме и црни патлиџани печени, салата закуска, така да се представивме во најубаво светло што можеме пред нашиот град, мислам, го представивме пред се, затоа што сме 2 здруженија од овој град, а и нашата држава, малечка Македонија, меѓутоа сплотено со она што го имаме. Можда скромно, меѓутоа вкусно и презентирано на ниво поранешните наши држави, мислам републики што беа во Социјалистичка федеративна република Југославија. Дружење имаше и заедничка вечер. Македонските песни се играат и ора на ниво секаде. И им се певливи и бевме многу фино прифатени, мислам, и расположението беше на ниво. Дружбата продолжува, иако сме веќе возрастни,
Јас морам да кажам дека сум меѓу помладите, а им се восхитувам на возраста на повозрастните и се надевам дека и на други средби ќе се сретнуваме и ќе научиме дека сепак дружењето и заедништвото треба да ги почитуваме и негуваме. Инаку активностите треба да продолжат и со пошумување, и со разубавување на одредени животни средини, па онаму каде што немаме паркови и зеленило, па да инсистираме и да помогнеме да се направат, па дури и да одиме и до згради, како урбани клетки, да речем, на живење во нашите градови, па и тој мал простор што го има околу нив, да си го разубават. Затоа што ќе го разубават заради нив самите и заради сите нас.